А Исус во Евангелие според Матеј вели: немојте да се грижите за вашата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото во што ќе се облечете. Зар не чини вашата душа повеќе од храната и телото и од облеката? Она што го зборував за тоа да ќе стравуваме ние од тоа како ќе преживееме. Вели: погледнете ги птиците небески, тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат, но вашиот небесен Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? Така што, ете, ова нека биде едно наравоучение, духовно, за секој човек и важноста за ослободување на духот, живењето во вистината и одговорноста за развојот на себе си, но и за духовниот развој, придонесува човекот се повеќе да се одврзува од лагите на овој световен живот и лагите кои што му се наметнуваат од медиумите, политичарите, од богатите луѓе на кои што најчесто им се угледува и ќе се враќа кон суштината и ќе се одврзува од овие идоли кои што многу често се спомнуваат во самата Библија, затоа што се е измислено. Сите сме родени голи, сите сме родени сиромашни, значи сите сме родени сиромашни и сите си одиме тука голи и сиромашни. Така што излезете од илузијата на богатството, на лагите на тој современ живот и вратете се на кроткиот, едноставен живот, оној кој што ќе биде поблизок до Бога, а сите ние имаме таа внатрешна мудрост да препознаваме што е добро, а што не е толку добро и што е богоугодно, а што не. Ако не знаеме од каде, доволно е да почнеме од некаде, па тоа и нека биде црквата, па тоа и нека биде